Наредната недела министерот за економија Крешник Бектеши очекува линеарно намалување на цените за 10% за сите прехранбени производи. Моите очекувања, и утре ќе имам средба со 7 или 8 ланци на супермаркети во нашата држава, се да од понеделник, пред да се донесе мерката за замрзнување на цените на прехранбените производи, да има најмалце 10% намалување линеарно на сите прехранбени производи во Република Македонија. Анализата на експертите покажуваат зголемени цени и зголемени профити во малопродажбата од страна на трговците. Сите ќе бидат проверени, а задолжително ќе има и казни за неоправдано високите цени, најави премиерот Ковачевски. Се забележува зголемување на цените во малопродажбата, зголемување на профитите во малопродажбата и соодветно на тие анализи ќе бидат предложени мерки од владата кои што ќе бидат ригорозни и нема да има пардон во однос на цените во малопродажбата. Значи такви мерки ќе бидат предложени, нема да има пардон, сигурно дека ќе има негодување, меѓутоа нема да дозволиме во време на криза да некој ги изголемува своите профити во апсолутен износ на сметка на граѓаните кои што треба да врзат крај со крај. Аргумент повеќе за оваа најава на премиерот е констатацијата на вице-премиерот Фатмир Битичи дека е неоправдано цените во Европа да растат за 11, а кај нас и до 46%. Ако ги видите зголемувањето на цените заради инфлацијата на светските берзи, тие се 1/4 помали него што се во Македонија. Нешто се случува. Тоа не може да е нашата земја, да е уникатна, изолиран остров, кога е составен дел од цела Европа. Земете ги брзанските цени во Европска Унија, според податоците на ФАО, и ќе ги видите индексот на промената на цени во одреден временски период. Ви велам, тоа е 1/4 помалку него што е тука. Ако храната е зголемена за 11% во Европска Унија, во берзанските цени, овде е зголемена за 46%. Извинете, ама тоа е неетично. Освен контрола на цените за заштита на животниот стандард, Ковачевски најави обемен пакет на антикризни мерки. Сметам дека пакетот треба да биде, финансискиот антикризен пакет треба да биде обемен, за да може да опфати повеќе граѓани кои што имаат потреба од дополнителни финансиски средства во текот на зимските месеци, значи во четвртиот квартал и првиот квартал од идната година, со оглед на тоа дека се работи за категорија на граѓани кои што не можат да остваруваат дополнителни приходи. Првиот дел од обемниот пакет за антикризни мерки Битичи го најави за ноември, а неговата содржина ќе се обелодени деновиве.